Мислам дека повеќето од присутните се веќе во просторијава и можеме да започнеме со втората сесија. Насловот на втората сесија се предизвиците при имплементација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти и кои се можностите за нивно надминување. Законот е стапен во сила во 2011 година, на почетокот на 2011 година и зафаќа една проблематика која што треба да реши веќе затекната состојба, а при тоа се навлегува и во животот на луѓето. Значи, домувањето како аспект од секојдневното живење е многу значаен фактор за успехот на секое семејство и на секој човек понатаму во животот и едно од главните животни прашања. Со овие предизвици се соочуваат секојдневно представниците на локалната самоуправа и граѓаните секако. Како што видовме од претходната презентација, поднесени се голем број на барања за легализација, посебно на ромската популација во овие 6 општини каде што се спроведува проектот, а денес овде со нас ги имаме градоначалниците на општина Карпош и градоначалникот на општина Кочани, како и представник на општината Куманово. Околу предизвиците со кои што се соочуваат при легализацијата на бесправно изградените објекти, особено кај ромската популација, представниците од општините ќе ни дадат свое видување и ќе ги изнесат искуствата конкретно во нивните општини, а после тоа околу предизвиците со имплементацијата на проектот, односно со постапката за легализација на бесправно изградени објекти на оние семејства кои што се вклучени во проектот легализација на домувањето за роми, ќе зборуваат представниците на Националниот ромски центар Катерина Шоич и Зоран Ристевски. Најпрво би го поканила градоначалникот на општина Карпош, господинот Стефче Јакимовски, да даде едно свое видување на процесот на легализација на бесправно изградените објекти во оваа скопска општина. Повелете, градоначалнице. Благодарам уште еднаш и поздрав до организаторот и благодарност. Ова е добра можност да поразговараме за едно ваква битно прашање кое што и такако е значено за граѓаните на Република Македонија, имајќи во предвид дека огромна количина на стамбени и деловни единици во изминатиот временски период беа изградени надвор од законските рамки. Ако се сеќавате, еден од тие кои што имаше своји забелешки на планот, односно на законот за легализација бев и јас, кој што сметав дека треба да има овој закон некоја си социјална правда, односно до одредена квадратура дека треба да се легализира бесплатно за сите граѓани, над одредена квадратура дека треба да се види со кој коефициент би се одело, имајќи во предвид дека сите тие објекти имаат инфраструктура и така натаму, значи со некоја намалена стапка, но сепак повисока од 1 евро по метар квадратен дека ќе треба да се плати. Следната работа што инсистиравме беше да точно во законот стои каде не може да се изврши легализација. Да воопшто граѓаните не добиваат надеж, не прават трошоци и не прават турканици пред шалтерите на локалната самоуправа. Не постои граѓанин кој што вие ќе го одбиете, ќе му кажете твојот објект не може да се легализира зашто се наоѓа во локалитет, или не знам се наоѓа во парк шума, или се наоѓа под далековод, или се наоѓа на некоја главна сообраќајница, а кој што нема да се обиде да пара било какви канали, врски, вклучувајќи партиски, пријателски и така натаму, само за да може да го оствари нормално своето право. Доколку со законот тоа беше децидно назначено што не може да и каде нема да може да биде легализирано, мислам дека за сите нас ќе беше полесно. Втората работа. Сметам дека не беше добро што се дозволи легализација на се и сешто, вклучувајќи и шупи, и гаражи и така натаму.
наместо ние полека во урбанизмот да воспоставуваме ред, ние секој неред што го имавме по двориштата, со овој закон си возможивме негова легализација и тоа за навек ќе ни создава проблеми, бидејќи тие луѓе со легализираната шупа, гаража, помошен објект, да не ви кажам дека дури кај нас имаше и за полски весиња барања за легализација, да не ви кажам дека имаше барања, мажот поднел барање за легализација, па и жената поднела. Значи, имаше разни ситуации, па дури и за објекти кои што не се изградени, поднесени барања за легализација. Но, што е тука е, законот го имаме. Денеска ова расправа малку се однесуваше, не малку него се однесува и на легализацијата на бесправните објекти и таа посебно ги тангира граѓаните од ромската националност. Во општина Карпош го имаме делот на злокуќени. Тој таму е дефиниран како најголем проблем ни прави намената. Значи, намената на земјиштето е означено како бела зона, во која што ние не можеме ништо да градиме, нити можеме било што да легализираме заради тоа што се наоѓа во втората заштитна зона на локалитетот Скупи. Има некаде вкупно 140 барања, од кои што 110 се решени. Некои се позитивно решени, некои се одбиени, а некои се препратени до надлежни други државни институции, како што е Министерството за култура. Од останатите проблеми со кои што се среќаваме, а кои што имаат одредени нелогичности, кои што мислам дека со новите законски измени треба под итно да бидат елиминирани, е, например, прашањето за во катастарот стои упишано земјиштето дека го користи, не знам, или фонд за изградба на стамбена изградба, или го користи некоја земјоделска задруга, таа веќе не постои, истата е пропадната, односно отидена во стечај и така натаму, и тоа честопати ни создава проблеми бидејќи собственикот не може да изврши легализација затоа што земјиштето има прибелешка во катастар дека има корисник, а кој што корисник е практично непостоечки. И мислам дека законодавецот треба со едно законско решение сите вакви примери да ги стави ад акта, како би можело нормално да оди по процедура, да не се оди да се прекинуваат постапки додека не се расчисти земјиштето и така натаму, за да може побрзо граѓаните да ги остваруваат своите права. Следна работа, многу често имаме ситуации кога намената на земјиштето е колективно домување, а измеѓу имаме објекти од индивидуална градба. Бидејќи мора да се раководиме според деталниот урбанистички план и според намената на земјиштето каде што е колективно домување, ние не можеме да ги легализираме по 1 евро, мораме да им наплатиме по 120 и нешто евра. А луѓето живеат во индивидуална куќа, односно се работи за објект од 30, 50, 100 квадрати и така натаму. Тоа е сериозен проблем и законодавецот сериозно за ова мора да размисли. Сите тие луѓе се надеваат на некакви законски измени и ако предметите ни се решени, тие не уплаќаат обврската што имаат, односно секој се обидува, ако може тоа да биде по 1 евро по метар квадратен, меѓутоа евидентно дека таа работа не може така да биде. Следната работа што е многу битна, ако е што јас во една моја изјава дадов, реков дека кога е бал, нека е маскен бал. Тарасите на колективните згради, тие исто треба да се легализираат по 120 евра по метар квадратен. Сите до еден предмети што ги имаме решено за легализација на тараси, ниту еден ги нема уплатено средствата за легализација. Сите чекаат да евентуално се промени законот и да биде по 1 евро по метар квадратен. И мислам дека тука владата и законодавецот сериозно треба да размислат во измени на овие законски решенија во насока на поддршка на ова барање на граѓаните. Во главном се работи за ситни проширувања на стамбените единици кои што ги имаат на тараси, доградени кујни и така натаму. И мислам дека тоа не е некоја баснословна сума и треба да на ваков начин да тоа се разреши. Следната е работа која што е навистина небулозна, а тоа е доколку во колективното домување некој инвеститор, например, имал 5 ката, за 5 ката платил комунали и има подкровље или еден кат нелегално. Според ова законско решение, тој мора повторно да плати комунали за сите 6 ката.
Значи, не му се зема во предвид 5 ката што ги платил, туку напротив се зема како една врста казна и за оно што претходно го изградил, да мора тој да и за 6-тиот кат и 6-тиот кат и претходни уште еднаш да плати комуналии. Ние имавме неколку такви случаи, со луѓето се договоривме да ја уплатат сумата, тие уплатија и потоа да покренат судска постапка, во која што судска постапка ќе ги бараат своите пари назад. Меѓутоа, како оди работата во суд, после изгледа тие ќе го загубат спорот. И тоа е крајна небулоза. Што тоа значи? Ако вие изградите колективен објект од темел до кров, ви имате право на негова легализација и ќе платите комунали толку колку што е, да речеме за Карпус 120 нешто евра по метар квадратен. Меѓутоа, ако сте изградили објект од 5 ката и имате еден кат само дивоградба, а 5 ви се платени, вие за овие 5 ката ќе треба платите уште еднаш, што апсолутно нема логика и ваквото решение не е во духот со законот за легализација. Тоа е, по мене, многу либерален закон и практично оди во насока на релаксирање на трошоците на граѓаните кои што треба да ги плаќаат при легализацијата на овие објекти и мислам дека ова законска одредба е спротивна на духот на законот кој што е донесен. И не знам зашто таква, сега дури слушам дека ќе има нови законски решенија во кои што нема да се бара да се плати дупло за овој објект, меѓутоа за делот кој што е бесправно изграден, тој ќе треба да се плати комунали 300%. Што сакам да кажам? Еве имам тука и колеги, градоначалници, има и луѓе од струката и така натаму. Ние проблем толку голем со дивоградбите немаме со колективните згради. Колективните згради ние ги држиме под контрола. Тук таму има некој отстапување. Главниот проблем е индивидуалната градба. И не знам зашто вакви драконски мерки токму кон колективната изградба и казнување. Ние со тоа не ги казнуваме инвеститорите, ги казнуваме граѓаните кои што живеат тамо и кои што не можат да добијат имотен лист, се извинувам, и кои што не можат да се го пишат својот стан за кој што тие дале пари. И мислам дека таквото законско решение дека не е ниту случајно во духот со овој максимално либерален закон кој што дозволи легализација буквално на секакви објекти и она што јас натаму мислам дека во овој дел треба да имаме сериозни измени и истиот треба да има еднаков третман. Како што имаме третман за индивидуалното домување, така треба да имаме и за колективното домување и не гледам причина зошто тука треба да имаме било какво довесто. Со тоа што се дозволи легализација на секакви објекти, верувате, ние се пренатупавме со предмети за легализација. Ние имаме вкупно 11.400 предмети за легализација. Нема да ми се навратат колегите. Јас гарантирам дека Карпош е една општина која што и кадровски и технички е меѓу најопремените и најподготвените во Република Македонија. Ние дневно можеме да легализираме 10 објекта. Сега може да замислите за колку време ќе ни треба да завршиме со сите 11.400 објекти. Секој објект е посебна приказна. Се делел братот со сестрата. Имаат имотно-правни проблеми. Не знам, на терен имало парче кое што не било него на комшијата, со елаборатот ќе испадне. Не знам, земјиштето имало прибелешка на некоја земјоделска задруга. Не знам други какви се проблеми. Значи, секој проблем нас на терен, односно секоја легализација, секој објект си е посебна приказна за себе и сака да му се посвети максимално внимание од страна на стручните тимови, затоа што ова не е играчка, се работи за имотни права, кои што не застаруваат никогаш и кои што доколку ние граѓаните ги однесеме на погрешна насока, тоа значи дека долги години ќе треба да талкаат по судските лавиринти. И затоа сметам дека беше добро да законодавецот не ослободи од оние објекти кои што не беше битно да бидат легализирани и мислам дека легализацијата и овој либерален закон претежно требаше да се однесува на деловните објекти, на индивидуалната градба и на колективното домување. А се останато требаше да се види како натаму да се решава на некакви други начини. И уште една работа која што ни е апсолутно
небулозна, тоа е времените објекти. Времените објекти имаат забрана за легализација. И сега може да замислите, имате деловен објект кој што е канцеларија или не знам што, вклучувајќи и нашата општина која до вчера беше во бараки. Имаме владини институции кои што се во бараки, вие тие бараки не може да ги легализирате како објект, меѓутоа до него диво изградените објект ке може да се легализира без никаков проблем. И втората битна работа е што тие времени објекти со текот на времето во изминативе 40-50 години претрпеле измени. Некои се дозидувани, некои се додавани и така натаму, и ние немаме јасен став од законодавецот што да правиме со тие објекти, додавале купатила, додавале делови и така натаму, ќе ги третираме како диви изградени објекти или затоа што тие на времето кога биле градени има документ дека се времени објекти. Меѓутоа со текот на времето тие претрпувале разни измени и засега дури сме разговарале и со министерството, со представници од министерството, со правници, тие цврсто стојат на тоа дека времените објекти не треба да бидат легализирани, што исто сметам дека е една неправда во однос на легализацијата на сите останати објекти. Еве, јас од прилика толку имам што можам да кажам за легализацијата. Посветени сме максимално на разрешување на овие предмети и она што можам да кажам е главен проблем, значи лежи во обемниот број на предмети кои што ги има доставено до нашата архива. Сакам да кажам и уште една работа како општина, ние во општина Карпош одиме по број. И се знае, не знам, стасано е до 3150, вашиот, ако сте вие 4200, ќе очекувате некаде во мај месец наредната година да биде решен вашиот проект, вашиот предмет. И она што е многу битно, преку ред земаме исклучиво предмети ако се работи за лица кои се во тешка здравствена состојба, па наследниците сакаат тоа да го разрешат додека лицето е се уште живо. Ако се работи за граѓани кои што доаѓаат надвор од Република Македонија, дојдени да завршат со процесот на легализација, врзани се со време, или ако се работи за некои судски спорови и така натаму, во ниту еден случај не прифаќаме да се врши легализација преку ред по било кој основ и за било кој граѓанин. Еве, за сега толку има. Ви благодарам. Ако дозволите само да сумираме од дискусијата на градоначалникот, од излагањето на градоначалникот, Карпош како една урбана општина се соочува со низа предизвици, главно во делот на процесирањето на барањата за легализација, а тоа е се произлезено од некои недоследности и недоизречености во Законот за справување со бесправно изградените објекти. Главните проблеми се во разликата во цената за легализација, во ненаведување во законот каде може да се изврши легализација и за кои објекти истата треба да се направи, понатаму дека е дозволена легализација и на шупи, гаражи и друг тип на објекти кои што ги има во дворовите на луѓето, и понатаму нееднаков третман на колективното домување со индивидуалното домување. Предизвиците со кои што се соочува општина Карпош како една урбана општина каде што има голем број на колективни стамбени згради, главно потекнуваат од овие недоискажаности, недоследности кои што постојат во законот. Исто така, самата постапка на легализација на бесправно изградените објекти релативно трае долго, така да и на локалната самоуправа и покрај незината опременост е потребно многу време за да се процесира еден предмет или едно барање. И уште нешто што го истакна градоначалникот е дека времените објекти, третманот на времените објекти, за кои што во законот е кажано дека не можат да се легализираат, посебно за општина Карпош представува еден од клучните проблеми. Понатаму во дискусијата во следната сесија, можеби некој од присутните ќе се осврне на овие предизвици со кои што општина Карпош се среќава во процесирањето на предметите и на барањата за легализација на бесправно изградени објекти.
Го поканувам сега градоначалникот на општина Кочани, господин Радко Димитровски, да каже кои се пак предизвиците на општина Кочани во справувањето со бесправно изградените објекти. Инаку сакам само да споменам дека во општина Кочани преку проектот за легализација на домувањето за роми во Македонија се донесени 13 позитивни решенија кои што треба да им бидат врачени на ромските семејства во текот на следната недела. Така што градоначалникот малку ќе го замолам да се осврне и на тие аспекти од нивното работење. Повелете. Добро, благодарам. Поздрав до организаторите на овој собир и мислам дека и со овој собир ќе допринесеме да се разјаснат некои нејасноти, како што најави мојот колега од општина Карпош, кои што се недоречени, недокажани, односно не до крај објаснати во законот и на кои со чија што примена ние во пракса се сретнуваме, односно наидуваме на тешкотиите околу решавање на предметите кои што ги имаат нашите сограѓани дадено. Меѓутоа, сепак јас морам да кажам дека овој закон е според мене и според многумината мои колеги позитивен, заради тоа што јас го споредувам со еден закон за амнестија, бидејќи во последните 50 години ние таков закон немаме. Имавме служби кои што требаше да ги спречат бесправните градби, меѓутоа знаеме сите, живееме сите секојдневно по кои основи како се провлекуваат таквите бесправни градби, бесправни објекти, дали ќе биде тоа по роднинска, по пријателска, дали по скроз скриена намера, дали по политичка, партиска во последно време. Меѓутоа, мислам дека со овој закон доста од овие луѓе, овие фамилии кои што вложиле средства за својот, како да речем, вековен сон, за свој дом, сега им се овозможува да си добијат и документи, односно да ова се легализира. И во општина Кочани наидуваме на сличните проблеми. Значи, местата каде што треба да се легализираат, ние имаме речни корита кои што се заштитени од евентуалните брани, бидејќи има над градот Кочани брана, меѓутоа луѓето бараат и покрај самото речно корито да се легализираат, што ние сме во дилема. Понатаму покрај културно-историските знаменитости исто така имаме голема дилема и можна голема дилемата она што го и колегата кажа Стефче, дека раздвојувањето што е времен објект, а што е постојан објект. Многу лесно е за оние времени објекти кои што ги има како дефиниција дека се времени објекти. Меѓутоа законот вели дека тврда градба. Во една барака тој направил на некој ќош или внатре иззидал нешто што е тврда градба и тоа бара да се легализира. Ние како општина имаме заземено став да стрикно го применуваме законот и го применуваме она што го дава катастарот. Значи, ако катастарот констатира во неговите документи дека се работи за тврда градба, без обзир што е тоа барака па внатре е обложена или така нешто, ние го легализираме и смело сметаме дека треба да се легализира, бидејќи сепак живеат луѓе таму. Првенствено зборувам за овие индивидуалните домови, индивидуалните куќи кои што служат првенствено за живење. Конкретно сакам да кажам за општина Кочани некои бројки, иако ние не сме урбана, туку сме рурална средина и на околу 30.000 жители ние имаме пријавено скоро 6.000, 5.998 барања, од кои за 14 месеци се решени 1.405, значи отприлика по 100 барања решаваме месечно и за да бидеме во услуга на граѓаните, ние формиравме една екипа од млади луѓе, волонтери, кои што ги подготвуваат и ги проверуваат документите, оние кои што се стандардни, кои што нема никаков сомнеж, значи да она класична обработка што треба да се изврши, ги вршат тие, а додека стручните лица од општината, они кои што се стручни, понатаму ја превзимаат работата и мислам дека имаме доста успех ако гледаме дека
стотина предмети се решаваат секој месец. Значи, 1405 се решени, Општина Кочани има одбиено се на се 14 до сега, а за запирање на постапката имаме 65, а додека во постапка моментално имаме 110 решенија кои што од разноразни причини се тражат дополнување на странката или некои дополнителни работи. Сега едномошно е битно прашање и симптоматично прашање кое што јас овде сакам да го истакнам и не знам дали имаме право ние на оваа средба така да дискутираме. Ние овде дискутираме, односно основата е за легализација на ромските семејства кои што сакаат да го легализираат својот дом. Ние во Кочани не ги делиме оние што сакаат да го легализираат по националност. Ние го делиме на оној кој што е легализиран или не е легализиран. И ми беше мошне тешко и токму заради тоа сакам да апелирам да така и гледаме на целата состојба. Мошне тешко ни беше да издвоиме, односно со дополнителни активности од овие луѓе што ја реков, да издвоиме кои се од ромите, бидејќи така ми беше дадено да дадеме некои податоци. Значи, во општина Кочани од ромски семејства има издадено 381 барања, од кои веќе се завршени 123, а за одбивање се на се 4, за запирање на постапката 2 за дополнителни документи, а во постапка се 15. Сакам да напоменам дека на почетокот рековте 13, од проектот кој што го води Хабитат, се во постапка се вкупно досега 58 предмети, од кои 58 се 15 решенија веќе готови, а 43 се во постапка и очекуваме уште 70 за да дојде до оној број кој што е. Моето претходно прашање, односно мојата претходна најава, зошто сум против оваквите гледања само за една националност, заради тоа што ние во Кочани имаме и турци, имаме и власи, имаме и срби, кои што се исто така во тешка состојба. И ние во општина Кочани, кога ги решаваме пред се комуналните проблеми, можам да ви кажам дека подеднакво ги третираме сите. Во последните 2 години најповеќе од редовните средства на буџетот на општина Кочани е инвестирано во местата каде што живеат ромите, зашто има и конкретни показатели. Најповеќе е дадено за социјалните случаи, иако не е првенствена надлежност на општината за социјалните случаи, можам конкретно да ги покриеме, значи и со бројки, да речеме, во инфраструктурата. Само во ова година е вложено 6,5 милиони. За транспорт на луѓе кои што се дали за лекување, за учење и така натаму се 180.000, за храна и за лекови, иако не е општа надлежност, 350.000, за социјални помошти 620.000 или за дообразување 330.000 дена. Меѓутоа, ние имаме во Кочани и едно од карактеристичните места е имаме стечени работници, кои што се покарактеристични и кои се проблематични во Кочани, бидејќи од 9.000 невработени, околу 1.200 и 300 се од 2 до 3 фирми, од Атом, фабриката за хартија и Прима, кои што буквално се на работ на екзистенцијата, имаат куќи изградени, една специфичност има во Кочани, на туѓо земјиште, значи со договори ги изградиле, и не можат да ги завршат своите легализации на цели куќи во кои што живеат по 30 на 40 на години, а мислам дека една од главните интенции на законот беше токму тоа, да оние кои што подолг период живеат во тие куќи, да можат да ги легализираат. Понатаму имаме, значи, еден случај се стечајците, друг случај се исто така потполно сиромашните од другите националности, како што реков, имаме доста македонци, имаме турци, кои што исто така со овој проект не се опфатени и кои што мислам дека овој проект треба да ги прошири и треба да ги опфати, барем моја сугестија така да биде, заради тоа што колку толку може да им се помогне и на тие луѓе. Се на се, тука би завршил, општина Кочани се залага да го поддржува овој закон, се залага да го примени и очекувам дека ние во оној рок кој што е даден од 6 години, односно и пред 6 години, ќе успееме да го завршиме онака како што е предвидено во тој закон. Благодарам.
Ви благодарам. Ако дозволите и сега да направам едно кратко резиме на она што го кажа градоначалникот на Кочани. Во главном, законот е позитивен и нуди решавање на проблемите со домувањето на голем број граѓани, а како посебна категорија се сиромашните категории на граѓани, каде што со помош на овој закон истите ќе можат да направат за релативно мал износ, да направат легализација на своите објекти и да го решат животното прашање. Кочани како рурална средина до сега има околу 6000 барања, од кои што постепено се обработуваат истите и се донесуваат соодветни решенија. Во однос на ромската популација и на проектот кој што се залага за давање на заеми и техничка поддршка на ромската популација во легализирањето на своите домови, можеби истиот проект и предлог е да истиот проект се прошири и на другите категории, на другите националности кои што спаѓаат во некоја социјална категорија, дали се тоа стечајци, корисници на социјална помош и така натаму, на кои што исто така им се потребни овие средства од фондот и техничка поддршка за решавање на нивните проблеми со домувањето. Мислам дека и за ова можеби во следната сесија околу дискусијата може да се осврне колешката, за да се разгледа и можноста за проширувањето на проектот и опфаќањето на други категории на граѓани надвор од ромската националност, кои што исто така според социјалниот статус се блиски до ромската популација, нели, за која што сметаме дека и не само сметаме, него и според сите податоци е со најнизок социјален статус во Република Македонија. Ви благодарам, градоначалниче, а сега представникот на општина Куманово би сакала да го поканам да каже едно свое видување за ситуацијата во општина Куманово, каде што има една голема ромска популација и еден од носителите на проектот е токму невладина организација од Куманово. Господинот Горан Митевски, кој што е началник на секторот за соработка со меѓународни организации, а и проблематиката му е многу блиска, затоа што порано бил и главен архитект на општина Куманово. Повелете. Благодарам. Навистина имам една тешка задача после два градоначалника, како еден бивш главен архитекта, да дадам едно свое видување, односно презентација за приликите во општина Куманово, каква е, а преку таквата ситуација и таквиот преглед за Куманово, до некаде би се согледале и проблемите што ги имат и другите градови, што ги видовме во излагањата на градоначалниците од Кочани и од Карпуш. На почетокот не би отворил дебата од тоа, затоа што темата е предизвици при имплементација, односно проблемите при имплементација на законот за постапување со бесправно изградени објекти, затоа што може да кажеме дека законот на вистина требаше да се донесе, меѓутоа, дали законот е добро осмислен, дали е добро разработен за да ги реши сите проблеми, очигледно после оваа дискусија на претходните дискутанти и претходно, очигледно дека имаме многу проблеми и дека законодавецот или предлагачот и доносителот на закон не ги осмислил, разрешил сите проблеми кои што треба да се решат во тој процес кој што е многу сложен и се покажа дека е сложен во градовите, во општините во Република Македонија. Значи, проблемот за она што беше споменато од градоначалникот Јакимовски, дефинираноста и што треба да се всушност легализира, не е посочено. Дадено е само дека да, она што може да се легализира и сите кои што се баратели на легализација на таквите објекти мислат дека општината е таа која што треба да каже дали еден објект ќе се легализира или не. Клучот е всушност во урбанистичкиот план кој што треба да даде смерници и во постапката да се даде една урбанистичка согласност
за можност на легализирање на бесправно изградени објекти. Меѓутоа, во самата намена на земјиштето, самата можност преку урбанистичкиот план да се легализира, не се дава одговор на сите проблеми кои што беа споменати или кои што ќе се појават или споменат во наредниот период. Конкретно, ние во Куманово имаме еден голем проблем каде што како локална самоуправа сакаме да го разрешиме подолг период. Имаме населба каде што не се ни мали објекти, не се ни времени, тоа е цела населба, средорек, која што урбанистички во изминатиот период, почнувајќи во сите урбанистички планови што се донесени со општина Куманово, не е третирана и не е офатена како заедница, како населба, како третирани објекти за становање, за домување во период. Значи, основен урбанистички план е донесен 86-та, првиот урбанистички план за Куманово е донесен 64-та, мислам за генерален, основен урбанистички план, со сите детални урбанистички планови не е третирано и тука имаме еден огромен проблем каде што треба, е неминовно дека тоа мора да се разреши. Сега се обидуваме, ја не сакам да кажам, да преюдицирам дека сега сме го нашли решението, меѓутоа се обидуваме со помош на сите субјекти што се вржани во овој процес на легализација и со помошта на сите институции. Меѓутоа, да кажам, од државните институции немаме многу помош за да ни се помогне во овој процес, каде што би требало да бидат вклучени. Треба едноставно да го предложиме тоа дополнување на урбанистичкиот план, изработка на генералниот урбанистички план и така натаму. Ако на некој начин се донесе одлука и сега имаме одредени дилеми, сега вториот дел кажано, значи сите градови имаат процес на застарени генерални застарени генерални урбанистички планови и треба да се изработуваат нови урбанистички планови, генерални, каде што се дава намена, каде што се третираат одредените населби и тука предлагам, ако може тоа како еден заклучок да биде на оваа трибина, дека би требало државата, ако најде начин да одреди на колку и да даде бенефицирана цена на процесот на легализирање и плаќање на комуналниот надоместок, да кажеме, тогаш дека се вклучи во финансирање на изработка на урбанистички планови, каде што може да се најде, сигурно дека градоначалниците нема да ми се наљутат, ќе се помогне всушност во планирањето, односно да се обезбедат средства за планирање на градовите кои што навистина имаат прво застарени урбанистички планови, а второ имаат и проблеми каде што треба со процесот на легализација да се решаваат. Значи, недостаток на средства. Дали е тоа значи во однос на дали тие бесправно изградени населби кои што ги има по одредени градови, кои што инфраструктурно не се опремени, треба да се опремат и тоа биде на некој начин финансиски средства што ќе бидат одделени од страна на локалната самоуправа, тогаш треба барем државата да се најде во можноста да обезбеди финансиски средства за урбанизирање на градовите во Република Македонија, а тој е малку поголем, пообемен и посложен процес што треба да се направи. Покрај оваа населба што ја имаме во Куманово, која што не е урбанистички третирана, мислам дека има, како што и други покрај реките, покрај река Кумановка, Којнарка, па и Липковка, имаме одредени населби кои што се субстандардни, меѓутоа кои што имаат поднесено барања за легализација и кои што, да не се повторувам, тешко би можело да се заврши процес на легализирање затоа што нема услови за легализирање. Значи, како едно резиме на оваа дискусија, да не должам повеќе,
би кажал, големи проблеми се среќаваме по локалните самоуправи со процесот на легализирање на бесправно изградени објекти. Очигледно дека законската регулатива не е баш добра, не ги дава сите одговори на предизвиците кои што се појавуваат, меѓутоа би требало да се вклучат и државните институции, да се помогне на локалната самоуправа за да може да се одговори соодветно во наредниот период, кој што сигурно ќе трае многу повеќе отколку што можеби е рачунато дека тој ќе трае година, 2 или 5. Сигурно процес еден од 10-15 години што ќе се случува во Македонија и ќе се среќаваат сите оние проблеми кои што ги видовме, гледаме или тек ќе ги видиме. Благодарам. Ви благодарам. Општина Куманово се среќава со еден можеби не толку специфичен, но за нив карактеристичен проблем, тоа е населбата Средорек, која што со години не се појавува во урбанистичките планови на општината и представува една цела населба каде што судбините на голем број семејства и луѓе се засегнати со нелегализирањето на објектите кои што ги има таму. Во однос на тоа и доработката на урбанистичките планови на секоја општина, кои што бараат одредени финанси, представникот на општина Куманово смета дека треба да се овозможат финансиски средства за локалната самоуправа за да може да ја спроведе целата постапка на повторно урбанистичко планирање или доработка на постоечките урбанистички планови. И во главном тоа е еден предлог кој што може да произлезе од оваа дискусија, понатаму доколку има можност во текот на дискусиите и коментарите, може и оваа тема интересна за да се издискутира и да се обработи. Колегите од Националниот ромски центар, Катерина Шоич и Зоран Ристевски, ќе се осврнат на предизвиците со кои што се соочуваат при имплементација на проектот. Имено, како што видовте и од презентацијата во претходната сесија, Националниот ромски центар дава директна техничка поддршка, главно за справување со правните проблеми на барателите за легализација на бесправно изградени објекти и директно од терен тие се соочуваат со многу различни прашања од различна природа на корисниците и вклучените страни, вклучените семејства во овој проект. Така да Катерина и Зоран ќе се осврнат заеднички на овие предизвици да ни ги предочат. Повелете. Благодарам. Почитувани градоначалници, почитувани представници на меѓународни мисии внатре во земјата, почитувани дами и господа. Значи, во овој дел ќе се обидеме заедно со колегата адвокат Ристевски да дадеме преглед со што сме ние соочени на терен кога станува збор за постапки, за предмети, кога ромите сакаат да ги легализираат своите домови. Се согласуваме дека со стапување во сила на законот во месец март 2011 година, значи се воспостави една правна рамка која што дава можност да се утврди правниот статус на бесправно изградени објекти и да се реши едно прашање поврзано со градбите без урбана планска документација во Република Македонија, прашање кое што станало нерешено наназад со децении. И од тој аспект ние поздравуваме одлуката за донесување на овој закон, кој што ќе регулира оваа област во насока на обезбедување на правото на легален дом на секој граѓанин во Република Македонија. Значи, самиот факт дека досега имаме информација од Министерството за транспорт и врски дека се поднесени 350.000 барања за легализација на ниво на територија на цела Република Македонија е факт кој што доволно ни укажува за особената важност од донесување на овој закон, но и од спроведување на овој закон. И сега да видиме кој е предизвикот да се спроведат постапките во реалноста согласно законот. Во рамки на проектот, како што беше напоменато, им се овозможува на подносителите на барањата за утврдување на правен статус правна помош и тоа давање на правни совети и општи правни информации, тоест општи начални упатства за правно регулирање на одредена област
и правна помош при регулирање на барањата за легализација и нивно комплетирање. Понатаму предвидена е правна помош во сите станци во управни и судски постапки, кој што опфаќа застапување и составување писмена на сите нивоа, значи пред судските и управните органи. Правната помош тука ги вклучува значи сите процесни дејства, од составување на судски писмена до нивно доставување, значи постапка по жалба, советување и други дејствија кои што се поврзани со постапката. Значи, како што напоменавме, при спроведување на самата постапка и продолжување на тоа барање за легализација соочени сме со повеќе предизвици. Во прв случај имаме комуникацијата со странките, која што во некои случаи може да биде доста тежната поради неукоста на информираноста на самите странки. Значи сите знаат дека треба да поднесат барање, да го таксираат тоа барање и понатаму и треба да поднесат елаборат. Но понатаму ни се отвараат многу поголеми прашања кои што се поврзани со пред се со имотно-правните односи, би напоменала. Постојат многу ситуации кога подносителите на барања треба да решат некое претходно прашање, па тогаш да продолжат постапката за легализација. Значи, претходното прашање во најголем случај број случаи кога даваме правна помош се однесува значи за решавање на тие имотно-правни прашања. Значи, во некои случаи има потреба да се утврди правото на собственост на земјиштето на кое што е објектот. Значи, имаме оставински постапки, поделба на имот кој што е стекнат во брак, постапки кога што треба да се направи физичка делба некогаш на имотот. Особена тешкотија ќе видите подоцна, детално ќе елаборира адвокатот Ристевски, дека имаме при исполнување на обврските од договорите и спроведување на договори, без разлика дали се тие устни или писмени договори, пак станува збор за земјиштето на кое што се наоѓа објектот. И мал дел се значи водење на постапки за ништовност на самите договори. Поради ваков можне широк опфат, што се опфаќаат тие имотно-правни прашања кои што треба да се решат, се појавуваат и многу постапки кои што треба да се започнат и кои што треба да се решат. И од тој аспект треба да им објаснуваме на странките дека не е доволно само да се поднесе барање, дека има и понатаму освен да се изработи елаборатот и дека треба да постои некој правен основ кој што и правен однос кој што подносителот на барањето ќе го има со земјиштето, односно конкретната КП на која што лежи објектот. Од друга страна пак се појавуваат и дополнителни трошоци за странката во постапката. Значи некаде ќе видите дека е потребна идентификација на самата катастарска парцела. Значи, оваа целна група поднесени се барања со наведена адреса каде се наоѓа објектот кој што сака да го легализираат, но нема напишано која катастарска парцела лежи тој објект и тоа значи дополнително потребна идентификација на таа катастарска парцела, па отпосле да се почне со прушање на правна помош, прво да видиме со што имаме работа, нели? Друг сегмент се прибирање на документите потребни за да се започнат некои постапки. Тука исто така има потешкоти. Некои од странките не може да изведат имотен лист и да продолжат постапката ради тоа што земјиштето со незапишани права, значи не е изложено земјиштето, земјиште прво треба да се изложи, да се запишат одредени права какви што постојат на тоа земјиште, па потоа да се продолжува со постапката. Оставиното исто така не е еден посебен сегмент. Договорите веќе ги напоменав, значи проблеми со така што одредени права не се запишани во јавни книги за запишување на правата. Би се осврнала на сегментот на урбано планирање комунални дејности кои што се од исклучителна важност за продолжување и завршување на постапките, затоа што во голем дел каде што живеат значи ромските населби каде што се нема урбана планска документација. Пример делот за Средоре кој што е зелена прометна површина кој што представува огромен проблем за постапките кои што се водат на територија на град Куманово. Понатаму колегата адвокат Ристевски може да продолжи со конкретни проблеми од терен со кои што се има соочено при средби со странките. Значи законот да се согласуваме и за сите, но секој случај кој ќе го видиш посебно со каква документација располага, се отварат многу постапки и многу прашања како да се завршат предметите. Благодарам. Бев замолен да дадам еден краток осврт на она што во пракса се случува. Значи, законот си е закон, ги слушнавме представниците на локалната самоуправа. Значи, кога идеме на терен, буквално е случај до случај, секој случај си е поединечен со своја историја и во голем број случаи
најголем број случаи проблемот е околу земјиштето на кое што се наоѓа објектот. Веќе беше кажано многу на таа тема, меѓутоа и во ситуации кога би можело да се изведе таа постапка за легализација до крај, значи кога би можел да се вклопи објектот во онака како е урбанистички испланирано, постојат постапки кои што треба да се завршат, а кои што се захтевни од аспект на време и документација која што треба да биде соберена. Значи, постојат ситуации во кои што подносителите на барањето се наследници на оној кој што е нотиран како корисник и во тој случај спроведуваме оставински постапки за да би можеле да го наследат тоа право на користење и во тој случај понатаму да ја тераат таа постапка. Меѓутоа, иако самата оставинска постапка е доста брза, сега ја спроведуваат нотарите како повереници на судот, за да дојдеме до ситуација да може таквата постапка да биде поведена, потребно е да се приберат документи за тоа кои се наследници на покојниот или покојната, податоци за имотот доколку го има, за да би можеле да ја спроведеме постапката. И тука се појавуваат проблемите. Значи, треба да се соберат еден куп изводи на родени, на умрени, венчани за преживеаниот брачен дугар доколку таков постои, од причина што пак матичните служби како такви, во Куманово барем таква е праксата, немаат навика за составување смртовница при делација при смртта. И во тој случај оставени сме да прибираме податоци од самите странки што и како постои за да би можеле да ја водиме таа постапка. Кога ќе ја завршиме, самото наследно решение, иако кога се наследува, да речеме, од прв наследен ред, нема никаков проблем околу плаќањето на данок во општинските управи за приходи, сепак таму се појавува проблемот со неплатените даноци од претходни години. Значи се појавуваат ситуации кога луѓето имаат повеќе десетици илјади денари за останат данок во претходни некои години и тогаш повторно најдуваме на една мала кочница во целата постапка. И за да би дошле во ситуација кога на крај тоа наследно решение како такво го спроведеме во катастар, за да би можеле луѓето да изработуваат елаборат. Моje мислење е дека голем проблем по прашањето на легализација е тоа што законот употребува еден термин имотелни за земјиштето без да се прецизира со какви права. Подолу се дадени описи на тоа што ќе се случува во поедини ситуации, меѓутоа сепак имаме вакуум зони, значи се појава ситуација кога имаме корисник од кој што ниту може да се земе изјава, ниту може од претходен сопственик да се изврши пренос за тоа што се покојни. Измените на законот кои што се во постапка, до кои што успеав да дојдам, го регулираат, го тангираат ова прашање делумно, меѓутоа не и целосно. Значи повторно имаме проблем што ако истите не сакаат доброволно тоа да го сторат, така да во секој случај постои можност да се појави потреба, значи да се водат судски постапки за конвалидација на договори, затоа што пак во други случаи во Куманово еден дел и во Прилеп има доста такви договори, постојат договори кои што се составувани од страна на адвокати, значи пред 20 на 30, 40 години, кои што никогаш не биле заверени пред надлежните општински судови тогашни и како такви не биле спроведени. На луѓето имам доста голем проблем да ми објаснам дека тие договори како такви, иако имаат некој печат таму од адвокат, дека како такви не представуваат основ да запишат било какво свое право, низ историјатот кога ќе извадим историски преглед на податоци, ниту тие, ниту пак тој човек што им го продал евидира како таков. Така да е потребно едно подолг временски период да се соберат сите документи за да се поведе и спроведе таа постапка за утврдување на некакво право на тоа земјиште. Од друга страна, самиот закон во членот 23 ја третира ситуацијата кога земјиштето се води како сопственост на Република Македонија. Во пракса среќаваме парцели кои што се водат како сопственост на Република Македонија со корисници доле лица нотирани во листот Г и се поставува прашањето, значи дали тогаш да идеме да спроведуваме постапка за конвалидација за да се утврди човекот право на сопственост, за да може да се изврши приватизација на земјиштето, или да постапиме согласно член 23 па да чекаме да го откупиме тоа земјиште при постоење на можност да се извршиме приватизација. Па во таа смисла и законот за приватизација би требало да се пролонгира бар додека трае законот за легализација. Тоа би било од аспект на практично, сега да не навигувам во поединечни случаи, тука ја гледам Ленче Петкова е присутна, една жена од Кочани која што се интересира за утврдување свое право на легализација. Нејзиниот е специфичен случај што она никаде, буквално никаде не евидира, ја нема, затоа што во меѓувреме со мажот се раскарале. И има проблем, треба да води цела една постапка за утврдување свое право на сопственост врз тој објект кој што се уште не е утврден како таков, дали ќе постои или нема да постои.
Значи, постојат голем број на прашања од случај до случај кои што треба да бидат решени за да би можеле ние да спремиме колку толку некаква документација за да можат луѓето да излезат пред надлежните општински органи за да они одлучат понатаму дали ќе го легализираат тој објект или како таков нема да го легализира. Во еден дел од случаите и тоа се обидуваме да го спроведеме, постои чисто право на собственост, со чисти имотни листови, потребни се некои физички делби да се спроведат, значи вонпарнични постапки и тоа од случај до случај дали е спорно или не е спорно се спроведува или во постапка пред нотар договорно или во постапка пред судовите. Така да тоа е тоа од практичен аспект тоа би имал да кажам. Ви благодарам на двајцата. Од она што беше досега кажано, само многу кратко, бидејќи темата која што ја излага и Катерина и Зоран се однесува на правна терминологија за која што јас кога би сумирала веројатно и нема точно да се изразам. Главно истакнаа неколку типови на проблеми со кои што се соочуваат при работењето на терен. Тоа се нерешени имотно-правни односи, комплицираност на процедурите и изложеноста на земјиштето, потоа урбанистичкото планирање и одредени комунални прашања и комплексноста на документацијата која што е потребна да се спроведе целата процедура на легализација на бесправно изградени објекти. Во секој случај ова се предизвиците со кои што колегите од Националниот ромски центар, а и со работниците од Хабитат Македонија се соочуваме при спроведување на истиот овој проект на терен и тие не се ништо поразлични. Во конкретниот случај станува збор за ромска популација, меѓутоа овие проблеми се исти и за сите граѓани во Република Македонија, така што предлагам понатаму во дискусијата да се обработат овие теми кои што беа сега изложени, да се осврнеме повеќе на унапредувањето на постапките и унапредувањето на законот за справување со бесправно изградени објекти. Сега можеби ќе предложам една кратка пауза од 5 минути, само колку да се сменат говорниците и продолжуваме со дискусија на овие проблемски прашања кои што ги истакнавме сега. Ви благодарам за вниманието.